Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денес стигнавме да ја разгледуваме последната точка од ова седница, четвртата точка, на која се дискутира за именување на замениците на министрите, па така предложени за заменици министри, како заменик министер за одбрана е предложен Тирон Јајага, за заменик министер за правда е предложена Викторија Аврамовска Мандич, за заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство предложена е Виолца Бериша, за заменик министер за здравство е предложена Маја Манолева и за заменик министер за образование и наука е предложен универзалниот заменик министер Агим Нухиу. Ова е четврто експозе на премиерот што го слушавме, во кое што повторно ништо не кажа. Четврти пат ги слушаме истите лаги, истите зборови, истите ветувања кои никако да се реализираат. Едно се зборува овде од оваа говорница, од вас, премиере, и од колегите од парламентарното мнозинство, но реалноста на терен е друга, затоа што, замислете, во 21. век сме доведени во состојба да зборуваме за тоа дали ќе има леп на полиците во маркетите или нема да има. Замислете, во 21. век, само што не сме влегле во Европската Унија според вас, а граѓаните се грижат дали ќе обезбедат леп за своите семејства. А камо ли да зборуваме за нешто друго, како што е дали ќе обезбедат месо, кое што е поскапено за 50% од кога сте вие на власт, млеко, масло, шеќер и сите останати основни продукти кои исто така се поскапени од 50 до 100%. Да не зборуваме за електричната енергија и за производството и колку вие произведувате електрична енергија. Може би попаметно ќе ви беше, премиере, во тие ваши спонзорирани објави од 26.000 евра, да спонзориравте една објава со рецепт за начин на производство на домашен леп, затоа што во маркетите не можете да им го обезбедите на граѓаните. Па барем попаметно ќе ги потрошевте тие 26.000 евра ако направевте едно видео како се меси и пече домашен леп. Попаметно ќе ви беше тоа, отколку да спонзорирате видео каде кажувате дека автопатот Кичево Охрид бил готов, како луѓето да не ги гледаат овие скапо платени ваши лаги секојдневно. Па тоа видео вчера го видов дека дури и двојазично сте го направиле, па двојно сте платиле за рекламирање на таа ваша невистина. Зборувавте во експозето дека некој сакал да ви поставува кочници. Премиере, најголема кочница сте вие и вашата влада. Од кога сте дојдени на власт, се е закочено во Република Македонија. Ништо не е помрнато од мртва точка каде што заглавивте се што беше започнато од претходната власт, а не ви е нешто ново да започнете од почеток. Затоа мора да ја манипулирате јавноста и да плаќате спонзорирани објави, бидејќи никој не ве гледа. И не сака да ве гледа затоа што им дојдовте преку глава со вашите празни зборови за Европска Унија, за Европска Македонија, а според траекторијата по која што се движиме, сме стигнати на ранг на Сомалија, каде што граѓаните ни се грижат дали ќе обезбедат леп и вода. Зборувавте во експозето дека граѓаните на последните избори го дале гласот за европска иднина и европска влада, но заборавивте дека вие на тие избори не учествувавте и не ја баравте довербата вие од граѓаните, за да го добиете гласот на граѓаните. Некој друг бил на избори, а не вие. И тој некој друг ве поставил да сте премиер, неизбран од народот. За да се повикувате на гласот на народот, на волјата на народот, треба да излезете на избори. Да се соочите со граѓаните и ако ја добиете довербата,
после тоа слободно можете да се повикувате на нивниот глас и нивната волја. А до тогаш може да се повикувате на Зоран Заев и Артан Груби, кои што се вашите газди и тие што ве поставија да сте ВД премиер. Понатака зборувавте и баравте поддршка за да се изберат овие заменици министри, но не кажавте збор за тоа што добро ќе донесат за граѓаните овие кандидати, кои се нивните квалитети и што да очекуваме и ние и граѓаните од овие кандидати. Впрочем, исто како што не кажавте и за министрите што се избраа. Знаете ли зошто премиерот ништо не кажува во експозеата за министрите и замениците? Затоа што нема и што да каже. Затоа што тие не се негов избор, туку изборот го направил некој друг, а на него му се дадени само да ги предложи до собранието. Бидејќи пазарот беше за да се спаси фотелјата на премиерот и вице-премиерот, а не за да се изберат кандидати со личен и стручен потенцијал за министри и за заменици министри. Затоа што ако ги погледнеме биографиите на предложените кандидати, ќе видиме дека ова што го зборував претходно е точно. За заменик министер за правда имаме кандидат кој е класичен пример за непотизам и конфликт на интереси, затоа што нејзиниот татко е член на Комисијата за помилување на преседателот Пендаровски. Претходно бил судија и преседател на суд. За ова повеќе зборуваше колегата Милошовски и многу добро го образложи. Она најмногу што ме интересира, верувам дека ги интересира најмногу и на земјоделците, е што ќе им помогне Вјолца Бериша, која е професорка по книжевност, писателка, издавач, докторант во областа на книжевноста, а е предложена за заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Покрај тоа што имаме неспособен премиер на кој што неголемо достигнување му е заплената на путерот, сега ќе имаме и професорка по книжевност која треба да му помогне на овој неспособен министер. И можете да замислете што ќе се случува со земјоделците во наредниот период. Ќе се чудите после тоа кога ќе ви штрајкуваат земјоделците, па ќе ви штрајкуваат кога поставувате несоодветни кадри и за министри и за заменици министри. И за крај го имаме Агим Нухиу, како што кажав, универзалниот заменик министр, кој после тоа што го подобри Министерството за внатрешни работи, каде што беше заменик министер, во кое што министерство вработените крумчареа дрога, после тоа го префрливте за да го подобри правосудството, стана заменик министер за правда, па довербата на граѓаните од 8% во судството падна на 4% и сега за крај стана заменик, ќе стане, односно заменик министер за образование, за да го подобри и ова министерство и каде што децата немаат учебници, а по ова што го гледам и од овие кандидати што се предложени нема ни да имаат. Ви благодарам.